Мојата маленкост има име и презиме Кралев Тодор. 40 години универзитетски човек, а од пред 2-3 месеца во пенсија. Ако некој пат организирате вака работилници, немојте да викате пензионери, тие многу зборуваат. Дома не им даваат да зборат и кога ќе дојдат вака на конференција, ви отиде пола од времето. Јас скринам да не биде така. Меѓутоа би сакал на самиот почеток да кажам нешто. Предприемништвото не е економија. Предприемништвото е организациони науки и менеджмент. Постои званична класификација и би требало да се држиме до тоа. Тоа е прво, што морам да го кажам. Таа класификација од 2001 година, повторена 2010 со Фраскатиева, како се вика тоа? Кај што предприемништвото е дел од организационите науки. Да бидеме јасни. Тоа е прво. Затоа што гледав дека во нормативите за оние предметите во гимназија се предвидува само економски факултет. А што ако дојде некој од факултет за предприемнички бизнис? Таков факултет во Република Македонија постои. Значи да работи ги, почнеме да ги викаме со право име и презиме. Некој спомна во дискусијата дека предприемачите преземаат ризик. Се плашам дека е тоа прејак израз. Предприемачите го управуваат ризикот. Ти знаете, ако му кажете некој дека ќе биде предприемач па ќе прави тейка риск, на некој начин го плашите. Затоа мислам дека е добро да ги користиме со современите изрази. Инаку јас ја поздравувам оваа идеја за организирање на оваа работилница и очекувам многу од тоа, целото што го има. Предприемаштвото, јас ќе го користам изразот предприемаштво. Еве уште еден израз. Овде има од Министерството за образование, кај што спаѓа и Институтот за македонски јазик и литература, како се вика? Би било добро да се договориме дали е тоа предприемништво или предприемаштво. Минатиот петок се направи промоција на книги во читалната на Горадски трговски центар, кај што бев јас, и кај што се појавија 10 книги со наслов предприемаштво. Тоа се незгодни работи, меѓутоа мислам дека треба и на вакви работи да се укаже. Некои велат, пазите, уставна категорија е предприемништво. Во уставот пишува предприемништво. Ама ако е предприемништво, човекот е предприемник, он е сепак предприемач. Не се лоши вакви од пенсионери да чуете и вакви забелешки. Инаку мислам дека е добро да се работи на оваа проблематика, има доста работи кои што не се бар јавно презентира. И например, она Европска повелба за мали и средни предпријатија, што мислам дека Игор ја спомна, од таму некаде произлегува, таму има линии на действување, каде има 10 точки. Не знам дали кај нас преведено, јас имам во превод на еден од нашите соседи, имам и оригинал, има 10 точки, али првото е образование и обучување за предприемаштво. И во него пишува, слободна интерпретација му давам тоа. Образованието и обучување за предприемаштво, Европа ќе го поттикнува предприемачкиот дух и нивните способности на луѓето уште од најраната возраст. Основните познавања од предприемаштвото и бизнисот треба да се совладат уште од училиштето. Посебни бизнис дисциплини треба да бидат внесени во образовниот процес, во средното и високото академско и стручно образование. Тоа се работи кои што треба да се знаат и мислам дека е добро да ги познаваме сите. Ви благодарам, нема многу да зборувам.